Nuk u arrit marrëveshje në seancën jo formale të Këshillit Ekonomik Social të mbajtur dje. Kjo temë u trajtua në emisionin Biznes 21, nëse paga minimale duhet të rritet më shumë se rreth 30 euro të parashikuara me ligj që punëtorët pritet t'i marrin në mars. Qeveria, punëdhënësit dhe sindikatat mbeten secili në qëndrimin e vet, por u arrit marrëveshje me sindikatave, Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë dhe Konfederata e Sindikatave të Lira, që nga janari do të dalin bashkë në protesta në rrugë. Чекаме до 31.12 да се договорат онака како што ни викаат 18 месеци, ние им даваме време од 18 денови, нема ни толку. Владата и работодавачите треба да се договорат кога гледаат дека овие на работниците им прават штета, а работниците им се сиромашни на владата и не можат да си ги подмират основните сметки, не можат струја вода да си платат, да не можат да си ги прехранат семејствата и да не можат да им купат по едно лижалче и по едно чоколадо на работниците. И ако не, на почетокот на наредната година очекувате протести и штрајкови. Сега им подаваме рака, утре, како што знаат од ССМ, пред, како рековте, Сојузот на стопански комори, одмак излеземе на протест, да направиме притисок, ајде да се зголеми минималната плата. Qeveria do të pranojë atë për të cilën do të bien dakord punëdhënësit dhe sindikatat, ndërsa për momentin mbetet në qëndrimin për harmonizimin ligjor prej rreth 30 euro në mars. Треба да се испочитува законот кој што е донесен на тој трипартитен договор, а надвор од тој закон, ако сакат одредено покачување на плати, што и одговара на владата, бидејќи имаме и поголеми придонеси во буџетот, ние тоа ќе го испочитуваме. Меѓутоа, пак да кажам, товарот на повисока минимална плата и други плати да не дојде до уравноловка меѓу платите, да бидат задоволни сите вработени, сите работници треба да бидат задоволни, тоа ќе биде на приватниот сектор. Тој ако го издржи тоа, ако го поднеси, ние немаме никаков проблем. Për punëdhënësit, harmonizimi ligjor në mars është i mjaftueshëm. Ata pranojnë rritje vetëm në sektor të caktuar. Sipas tyre, produktiviteti është i ulët dhe një pagë minimale më e lartë se 30 euro do të çojë në mbyllje fabrikash dhe largim punëtorësh. Го брано ставот дека во овој момент висината на минимална плата во Македонија согласно економските параметри, особено висината на просечна плата е сосема задоволителна, дури многу повисока во однос на другите држави. Në debat u hapën shumë tema, përfshirë shportën konsumatore qeveritare, e cila nuk do të publikohet në janar dhe me të cilën duhet të llogaritej se sa paraj nevojitet një familje 4 antarëshe për të mbijetuar një muaj. U diskutua edhe për standardin dhe fuqinë blerëse të qytetarëve, si dhe për faktin se në shkurt pagat e funksionarëve do të rriten për 200 deri në 250 euro. Вие земите ги синдикатите, пензионерите, со која е минималната пензија и со колкави пензии живеат. И тие живеат, значи и тие се сногиат некако. Човек може да има 1000 евра, па и тоа да е мало. Вие можете да имате многу и пак да бидете несреќен, а може да имате малку и да имате нормален живот, да знаете да се радувате на малите работи. Има луѓе што никогаш не отишле на одмор, а имале можности да одидат. Со нивната математика дека наместо да на одмор, ај порно ќе си ја сменеме спалната соба или ќе купиме нов фриждер. Значи тоа е прашање на лични приоритети. Имате луѓе кои возат, да речеме, уште Југо 45, а имаат куќа на 3 ката и тоа е велелепна. А имаат луѓе кои живеат во едно станче од 50 квадрати, а имаат Мерцедес. Ние имаме повисока минимална плата од една Турција, Бугарија. Бугарија е членка на Европска унија. Имаме повисока минимална плата, имаме од Албанија, од Косово. Значи, не сме над дното. Таа честитка ќе биде дополнета со уште една честитка, а тоа е функционерските плати наредната година, ако растат согласно порастот на просечната плата, 10% на 2000 и на 2500 евра е 200 или 250 евра. И тоа ќе биде уште поголем пораст. Trandafilov pyeti pse po heshtet për faktin se pagat e funksionarëve në shkurt do të rriten për 10% dhe porositi se do të qëndrojnë në rrugë derisa të rriten edhe pagat e punëtorëve.